тој што се занимава со криминал, тие се браќа по криминал. Или ќе имаме сериозна борба против криминалот и корупцијата, сите заедно, и таа борба треба да добие поддршка, или ќе влечеме потези со кои што ќе правиме перцепција или привидна борба против криминалот и корупцијата. Многу е лесно, знаете, да ги гоните опозиционерите кога ќе бидете на власт. Нашиот народ не случајно има кажано: прво исчисти си го својот двор, па после оди кај комшијата. Просто е невозможно, значи, да сите други да се виновни, само ние да сме жртви. Воедно позицијата на жртва е погубна. Премиерот Мицковски вели дека станува збор за епски криминал, а е поврзан со ова банка. Вас не ве изненадува? Не ни помага дали е тоа епски или не епски криминал. Ни помага само да видиме која е борбата против криминалот и кој го направил тој криминал за да носи одговорност. Обвинителството требаше да се спогоди со судија, со поранешен министер, поранешен народен правобранител и да му даде условна осуда за мито, па тоа е неприфатливо. Корумпираност, но не само финансиска. Мене она што ме прави многу тажна е менталната корумпираност, емоционалната корумпираност. Една македонска искра денуваме светна на европското небо, на алтернативната и критичка мисла. Искра Гешовска, историчар на уметноста, креатор на независната културна сцена, мирнодопски борец за слободата на творештвото и мислата. Та е иницијатор на неколку платформи за активизам на уметниците во регионот. И баш не е лесен патот до престижниот германски медал Гете 2024 година, што Искра Гешовска заедно со уште двајца уметници од Чиле и Мексико го добија деновиве поточно на почетокот на месец септември. Токму Искра Гешовска е гостинка во ова издание на Трилинг. Најпрво честитки за признанието. Благодарам искрено. На почеток, она што ми остави впечаток, ова е големо признание за вас лично, но и генерално за македонската култура. Но зошто на ова доделување на признание, иако имаше најава, не видов никого од македонскиот естаблишмент, дали е тоа порака до слободо умните или до европските сојузници? Многу добро прашање и многу важно прашање. Секако би требало, нели, тие да го дадат одговорот на ова исклучително важно прашање. Мене лично, нели, ми е важен секторот во кој што работам, тие да го препознат. Важно ми е меѓународната заедница, бидејќи преку ова признание го препознава и независниот културен сектор, а креаторите на културните политики немам што друго да кажам, освен дека можеби малку неодговорно се однесуваат не кон мене, туку кон културната дипломатија. Бидејќи, еве само еден мал пример за илустрација. Во Вајмар, во Германија, бидејќи ова е најголемото државно признание во Германија за меѓународни соработници, беа и Министерката за култура на Чиле, исто представници од Министерството за култура во Мексико и така натаму и така наваму. Значи, зошто нашите творци на културни политики не обрнуваат внимание? Знаете, Гете институтот е во рамки на Министерството за надворешни работи. Во Вајмар на доделувањето имаше представници од Министерството за надворешни работи на Германија. Значи, не само Министерството за култура, туку и Министерството за надворешни работи би требало да реагира кога зборуваме за културна дипломатија. Значи, зошто не се... Јас гледам во секој предизборие, па и во ова сега, што го имавме, многу ми зборуваат за културна дипломатија, но не гледам дека тоа се ефектуира на некој начин. Немам одговор просто, но сметам дека е неодговорно во однос на културната дипломатија да не се реагира во однос на државата која што доделува вакво
признание. Бидејќи ова признание практично ја одважува нашата држава. Извадив еден цитат од соопштението на ГТ, во кое, меѓу другото, пише: во време на поларизирачки дебати и различни кризи, потребна ни е отпорност кон различните перспективи во светот. Еднаш сами сте се запрашале што значат слободата и солидарноста во регионот токму во овој период. Тие се најважното нешто за мене. Слободата секако кога некогаш и може би малце прелесно ги користиме овие императиви, би рекла. Слободата секако има граници. Кога зборуваме за слободата, јас бар кога зборувам за слободата, мислам на создавање на зони, на автономни зони кои што ќе се спротивставуваат на разни хиерархизирачки други зони на моќ и кои што ќе ги преиспитуваат и кои што ќе ревоспоставуваат поинакви јазици, поинакви критички перспективи и хоризонти. Слободата значи е нешто кое што бара сериозна организација. Јас тоа го нарекувам организација на гневот, на незадоволството, за да може да развие утописки, конструктивни, критички нови патеки. Солидарноста пак, по која што толку многу сонуваме, која што оди рака под рака со емпатијата, е нешто кое што мислам дека сериозно не се измолкнува и останува само една, така да кажам, конференциска парадигма. Сите зборуваат за солидарност, но не гледам како интерферираат. Внатре во нашето општество зборувам. Ниту на политичко ниво, одгоре, а се помалку за жал и од долу нагоре, на тие рамништа. И токму затоа ни се важни енклави на единство на различностите, во кои што ќе ги развиваме грижливоста, солидарноста, емпатијата, и на тој начин ќе ги создаваме зоните на слободата. Она што е многу важно и што треба да се нагласи според мене е дека такви зони ние се обидуваме да развиваме меѓународно и оттаму ја добиваме поддршката во регионот, во поширокиот регион и пошироко. Колку и како во Македонија се пресретнуваат отпорот и подаништвото, праведното и казнивото, заедништвото наспроти себичноста? Отпорот отварате една тема која што е насушна за мене. Јас верувам дека дисензусот и отпорот се оние клучни нешта кои што можат да одржат една вибрантна заедница. Затоа што отпорот значи дека мислите, дека се грижите. Тоа е отпорот. Да ги забележите црните дамки на тепихот, да ги забележите валканиците, да ги забележите можните мечеви кои што ќе нанесат рани. И да ги, значи една витешка позиција, би рекла. Колку во денешно време може човек да биде слободоумен? Па, знаете, секако дека може, нема да ве уапсат на плоштад, барем во нашето општество, но јас мислам дека постои автоцензура заради таа една тивка репресија, би рекла, во кадифени ракавици репресија. Значи, демократијата треба сериозно да се преиспита, бидејќи имам чувство дека не само кај нас, но кај нас особено во земји каде што институциите се под голем знак прашање и не функционираат. Мислам дека, но и не само кај нас, гледаме што се случува и демократијата и во развиените повеќе вековни демократски земји е под знак прашање. Значи, човек овдека, јас го спомнав ти подаништвото, образование и контекст кој што поттикнува поданичка култура, кој што ви вели, вашиот пат ќе биде мазен само доколку кимате со глава,
Значи, не може да се движи напред, не може да биде емансипирано, не може да биде грижливо општество. Значи, тоа станува општество на опресија, но многу е страшно. Токму она што го кажав, затоа што сето тоа е под некакви флоскули за слободата, демократијата, не знам, родолюбието и така натаму и така наваму. Значи немам ништо против родолюбието и јас сум родолюб, сум останала во оваа земја, нели, да придонесам за земјата, но не да се биде поданик. Јас мислам дека ова што ни се случува во последните 30 години во земјава е девастирачки токму на оваа тема. Исклучиво негување на поданичка култура, која што ги брише сите вредносни вертикали, која што го пореметува чувството за она што треба да биде вредносна вертикала од микрорамниште до макрорамниште, лага, голема лага, илузија, која што може би води и кон дистопија, но сето тоа не треба да не обесхрабри и понатаму, па макар во мали енклави да инсистираме на приказната на отпор, на слобода, на слободно действување, автономно и критичко действување. Тоа не треба да обесхрабри никако. А како ќе се бориме и како ќе се застапуваме за тоа, треба да се договориме. Следите тренинг гостинка во емисијата Искра Гешовска, која на почетокот на месец септември го доби признанието од Гете институтот. Господја Гешовска, во државата е во тек судири околу именувањето. На еден ваш јавен настап имате кажано во историјата на човештвото. Именувањето е еден од клучните интимни гестови. Од раѓањето на детето па се до колективот. Денес, што е знак на идентификација? Името или општествените вредности? Општествените вредности без никаква дилема. За мене општествените вредности. Јас мислам дека е веќе крајно време секаде во светот, па и во овдека, во нашето општество, да се напуштат тие манипулативни етнонационални наративи, идентитетски приказни, кои што јасно историјата на човештвото ни кажува дека тие се погубни. Тие водат кон смрт, символичка или фактичка. Да не збориме за економска, политичка, културна. Тие водат, не се тие кои што етнонационалните наративи, идентитетските наративи, не се тие кои што го креираат она за кое што досега зборувавме. Општеството на слободно мислечки, критички битија и општеството во кое што има сериозна платформа за економски, политички, културен капитал и општествен генерално капитал. Не се тие. Значи, јас сметам дека тоа се тотално безпредметни дебати. Секој интимно се идентификува со нешто, со некого или со нешто, или на крајот од денот со некај на едно метарамниште тоа нешто, не е битно. Значи, јас верувам длабоко во едни, како да кажем, интеркултурни идентитети, во поинакви идентитети, не во етнонационални идентитети, кои што вклучуваат род, класа, не знам, културна, образовна референца. Значи, никако етнонационалните идентитети. Па мислам, не беше доволно она што се случуваше на почетокот на минатиот век во Втората светска војна. Зар не видовме што прават тие етнонационални идентитети? Односно, водат во фашизам на крајот од денот. Или водат во манипулативни, она што ние денеска го живееме, манипулативни популистички наративи, кои што успеваат да ја подхрануваат токму поданичката култура, да создаваат нестабилност, но не креативна нестабилност. Едно е креативна нестабилност која што ќе го
тера човекот во некој диалектички процес кој што ќе го тера напред да действува прогресивно, туку овие создаваат нестабилност која што е тотално ирационална, за да може да бидат втолпени и владеени. А баш и бозлокот се случува наоколу, откако нам ќе ни ги наметнат таквите наративи идентитетски. Германското признание, насловено под Јохан фон Гете, писател, филозоф, адвокат, државник, приказната за митскиот лик Фауст, тој ја романизираше околу 6 децении. Кога денес велиме фаустовското време, што дефинираме? Корумпираност, дворски игри, омраза, апатија. Токму тоа, го дадовте резимето на јадрото на Фауст и мефистофеловски едни позиции, значи токму тоа го дефинираме. Корумпираност, но не само финансиска, мене она што ме прави многу тажна е менталната корумпираност, емоционалната корумпираност. Знаете, како Петар Шлемил се каеше за сенката што си ја продаде. Значи, ние и сенката или ќе ја продадеме, или ќе ја распродадеме. Зборам дека она што многу ме ранува е кога ќе видам лажни, за тоа изборува и Гете, и преку Фауст и Мефисто, тој двоец, нивните диалози, нивните карактеристики. Значи, тоа што ме ранува е таа една алчност и желба за себе промоција преку дискредитација и лажни наративи за другиот, од една страна, од друга страна постојаното унижување, тивко, подземно унижување на другиот, поинаквиот, кое што создава и дискредитација на другиот преку лажни наративи, кое што создава простор за едно испразно владење, испразно позиционирање, себе позиционирање. Интегритетот на луѓето станува многу ефтина роба и луѓето веќе и самите, не само што другиот им го одзема интегритетот, тие и самите веќе не водат сметка за својот интегритет. Важно е само да се преживе. Јас тоа го разбирам и јас сум независниот културен сектор целиот е во таа состојба, прекарна состојба, но сепак тоа не е причина да се биде поданик и да се влезе во таа фаустовско-мефистофеловска игра. Кога зборувате за живот на преживување, не ви се чини дека како постојано да зборуваме сами за себе постојано и дека постојано виновникот го бараме некаде надвор. Некој од надвор не е крив, а вината не ја бараме внатре, меѓу нас. Тоа мислам дека е една од клучните карактеристики на нашиот културен идентитет. Секогаш некој друг е виновен. Во Југославија беа, бидејќи сум малку постара, па се сеќавам, беа Белград, Загреб и Љубљана виновни. Па потоа, не знам, кој веќе не е виновен, соседите ни се, сите соседи ни се виновни. Никако да научиме дека мораме прво себе си да се преиспитаме. Критичкиот дискурс за кој што толку многу се застапувам, критичката анализа и преиспитување, критичкото преиспитување мора од себе да почне. Значи, постојано, неуморно критичко преиспитување. Никако поинаку. Значи, не можеме, просто е невозможно, значи, да сите други да се виновни, само ние да сме жртви. Воедно, позицијата на жртва е погубна. Погубна е. А гледам дека политичките елити сакаат, значи, просто така се позиционираат и така доаѓаат до власт, ми се чини, предизвикувајќи кај заедницата чувство на жртва, на онеправданост. Не е точно.
Не е точно, ние не сме жртви. Мислам, ние просто, тоа вие како во едно семејство. Значи, мора да се воспостават јасни, прецизни динамики внатре прво во семејството, па потоа да се види како ќе се постапува во поширокиот контекст со комшиите, со роднините, со пријателите и така натаму и така наваму. Значи, моето мислење е секако дека состојбата во која што се наоѓаме, политичката состојба во која што се наоѓаме, за кавга се потребни двајца, нели? Но мислам дека се покажа во овие 30 години не баш дека умееме како во таа кавга себе си да се прочитаме, ние самите да се прочитаме. Ние ако не се читаме себе си како простор на отвореност кој што ќе има бенефит од тоа што тука не знам си колку култури се измешале. Ние имаме флуиден културен идентитет овдека. Кој се не поминал, кој се не живее на ова парче земја. Значи, ние мора да го смениме, моето мислење дека мора да го смениме наративот. Не сме жртва, ние сме во предност. Да, имаме од разни култури овдека во самите нас, во нашата култура, и тоа е нашата предност. Токму таа повеќе слојна култура се прозираат палимсесно, не знам до каде култури, не може, не верувам во, мислам, пак ќе се вратам на почетокот на минатиот век, на она што се случи во 30-тите години, па траеше до 45-та, некаде не верувам во чисти идентитети, национални идентитети, кои што нужно ве поставуваат во една инфериорна, не супериорна позиција. Не, напротив, ние сме повеќе слојни идентитети и тоа треба да биде нашиот наратив, а не наративот на позиција на жртва и на некој кој што повторно ведна глава. Така ќе веднеме глава, доколку сме заглавени во некој, повторно ќе речам, траума ми се етно-национални приказни. Искра Гешовска, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам вам за поканата и беше задоволство да се разговара со вакви прашања. Имавте можност во изминатите 20 на минути да следите разговор со добитничката на германското престижно признание ГТ 2024, Искра Гешовска. Кратка пауза и продолжуваме понатаму.